Пошто мене ми е затворен кругот во глава, се што сум сакал да пробам, сум пробал. И затоа ти викам као вегетаријанец у месара. Као добар, ама не, за 2-3 години ќе пројде. И по 30 кусур јас сум уште тука. И ја као бивши човек, нели, што идел на Шекспир и ја пишувам корпичка. Овде да ме свртиш вака, ја немам 5 марки у джеп. Оваа до мене години поминавме заедно, после и цел живот ме подценувале. И критичари, и новинари, и менаџери. И ја го пропуштам авионот, вика нема више место, друг авион, утре треба да чекате. Од Нови Сад да возам со кола за да стасам на Великден у црква да запалам свеќа. Владо, немаме ни маса, не ништо вака сега. Малце шупе вака, ама што знам, ново си е. Како да ќе играме Ако нешто. викаш дека е добро, се уште јамни фат. Нели тука да фрламе коцки. 3 концерти во Македонска филхармонија наскоро следува, значи на 16 ноември, 25 ноември, 26 ноември под името Златни години. Така се викаше и песната со која настапи во Ревјален. Затоа што песната така се викаше, така се викаат концертите. А така, значи ти си тргна со таков план? Да. Добро. Песната беше готова уште летоска. 3 концерти и можности за четврт, бидејќи веќе подолго време третиот е продаден. Може не, ама на 3 ќе застанеме. Има варијанти за 4, ама не. 3 нека биде. Значи не е се до парите сега, пример, така, пример да земеш. Добри се парите, ама не е па се парите. Ја веќе влегов у глава у мод со 3 концерти и сега 3 ќе тераме. Па добро. Тие што имале карти што си купиле на време, ќе си гледаат. Може на бит пазар. Па може да најдат. Може да најдат. Златни години се вика и викаш ете дека со план било сето тоа. Ти во песната Златни години која ја изведе на Маквест, нели, во ревијалниот дел, пееш за тинеџерски години, како вика таму, нели, први љубови, алкохол, едно друго. Тие ли се златните години за тебе? Кои се за тебе златни години? Овие сега. Овие сега? Да. А не тие тинеџерските? Не. Секоја возраст на животот си има своја убајна. Ама некој да ми кажеше дека на 60 кусур волко е убаво, немаше да верувам. Тоа сум мртно озбилен. Ти би да би скокнал од одма до 60. Да ми речеше, најаш на 60 кусур ќе ти изгледа вака денот и ќе биде толку мирно у душата и толку ќе ти биде убаво. Сега млади ме слушаат, тој биде со 20 кусур си вика, ој са 60 и не. Ја кој имав 18, мислев дека луѓето со 40 кусур се метузалеми, дека одма треба да се устрељаат, да се ниса, што се стари луѓе 40. Сега имам 63. Значи касно 20 години за отстрел веќе. И златни години и тоа. И златни години, добро. И многу ми убаво ти кажам. Види, тоа е убава порака едно, тоа е убава порака што ја правиш. Ајде да те вратиме на самиот почеток. Јас и ти си гостувал повеќе пати, ама не сме зборувале многу за детството. Сакам, знаеш, малку да ни раскажеш, какви родители си имал, какво било детството, како си растел, на што ти текнува прво кога ќе се навратиш на најраните некои спомени? Убава ти оваа домашна сценографија. Еве сум ја. Еве сум ја. И како вика, помла здравје. Да. А ова е твоето прашање за детството, ја мислам дека помлада слика од оваа дека немам. И дека е точно 63-та ја крстиле, тука имам тачно 2-3 годинки. Нешто како да сум плачел пред сликање испаја, така некако имам фата. Види, очињата такви ти се. Ама бистар поглед. Бистро, начитано тоа, начитано. Какво дете беше? Од типот, знаеш, мирно, бесно? Пргаво, да. Пргаво, ама пошто бев слаб и низок, ме викаа глушец. Немав надимак у мал глушец. Глушецот? Затоа што бев најнизок од сите, најслаб од сите и валјда имав и некој тенко гласче, не се сеќам. И надимакот ми беше глушец. И среќа никош не се потфати тој надимак после. Пошто негде у 6-7 оделение израснав 25 сантиметри за едно лето. Опа. И одеднаш се издивалира. Глушецов порасна. Така, овде имам 14 години и ја бев убеден овдека 13. Бев убеден дека ја ако ќе пораснам, значи за кај да е за 7-8 години од овде, ја ќе бидам десен бек на фудбалска репрезентација на Југославија. У најмала рака Вардар. Ќе играм у Вардар, нели, пошто тука овде сум на тренинг за пионерите у Вардар.
И дека само е прашање на време кога ја тоа ќе бидам не само прво тимец на Вардар, него репрезентативец на Југославија, пријатели. И дека фудбалерот тоа е мојата иднина и крај. А дома, знаеш, обично родителите за нас сакаат да бидеме, не знам, едниот родител доктор, другиот право да студираме. Кај тебе како беше? Во што те бутка, да ги слушав моите книги кај ќе завршев, жаре. Што мислиш, што ќе беше? Нема што да мислам, знам. Што сакаа да бидеш? Ја да ги слушав моите, мајка ми стално се приклонуваше на таткото, така секоја фамилија, нели? Како вика таткото, мајката и да мисли другачие. Татко ми да го се слушаше, Бога опрости, неговиот план за мене беше следниот. Пошто бев брлив, нели, чуден некој пубертет ме зафати, попуштив у школа, од петки почнав кецови да правам у трето, четврто година гимназија. А бе хормони женски, знаеш како ти, каква книга, каква школа. А кај учеше средно? У Цветан Димов, у Чаир, тогаш бевме тазе доселени у Чаир, од центар. Добро, од центар во Чаир, добро. И одеднаш чаирска мафија која ме фати, и ја фино дете од центар, која ме начека невин и неискварен у Чаир, за 6 месеци убрзан курс по мангуплук ми даде. Така, го помина со високи оценки? Одличен, скроз тука, и со значи дека у школу паднав, да. почна да ми идат бубачки у глава и нула промаше. Почнав со музика да се бавам. Ова е слика кај што ми влезе дека ќе бидам тапанар. Почнав да играм, ова е фудбал што го зборев преска. Добро. Фудбалот ме доведе до... Ама Чаир е фудбалско место? У Балкан играв ја. Така? У Балкан играв и уште мислев дека тоа ќе ми е кариера. Не една утакмица на помладок на Балкан, ја паѓам со глава на земја. Значи, кога рипа по скок, овој ме потфаќа со ногите и ја главечки удирам со земја. Некој потрес на мозок добијам. Сериозно, значи. И ја морам 3 месеци да лежам у болница. Дете со 17 години лежи у болница, што да прави со себе? Добро. И ја вика, млад си ки ти помине као на кутре, ама треба да одседиш до 2 месеци у болница. И сега што да правам ја, млад дечко у болница 3 месеци, немо она, радио слушам. На радио кој забиле секоја трета песна, некоја нова група, Бело думе. И ја, ја у приказка да сум фудбалер. Да, јас сум веќе уцетам дека ќе бидам. Не, и одеднаш музикава 1, 2, 3, 5, 6 песни, почне нешто ми под кожа ми влего. Ја искачам од болница и наместо да идам на тренинг на овако, почнам дома да слушам плочава од Бело думе што ја купив и ми влезе чивијата со музикава и ја почнам да тропам по дома по... Ама ти немаш никакво образование музичко тој момент? Инструмент имам, само една јака желба имам, ама нешто ми се случило внатре што ме натерало. И чекај, кој е степ 1? Кој е прв чекор во... Прв е перниците дома разтворени и нешто као гитара, немам што друго да правам, само тропам, лупам, учествувам некако у песнава ја. Да. Се враќа мајка ми, дома расфрлани игли за плетење, тенџери, да. Тенџер е онака секогаш прво нешто. И од таму влезе чивијата. И са видам ми купија бубњеви. Тоа е сликата со мојот бубњар. Тоа значи си ги натерал да ти купат бубњеви релативно брзо. Мора да поминам одлично за да ми купат. А имаш услов. Мораше да се вратам со оценките у школа за да ми купат бубњеви. Добро, и тоа е кој? И го батали фудбалот, толку беше. Чим отидов на бубњеви, прекрасно со фудбал заврши. Бубњеви, ај вака искрено зборувам, не се тоа лесен инструмент, не е. Знаеш, тука бара многу координација, левата работи, десната работи, двете раце работа, све тоа е паралелно. Како год да се вика инструментот, чим те ушмука во музика, добар инструмент е. Дал се викало значи битно е страста, љубовта. Битно е, тоа е клучен момент да ја преклопам од фудбал во музика. Тука се случува. Добре, ово што те купиле па бубњевите кажува дека те поддржале. А прво, мисля, бубњеви па не е ни ефтино да купиш? У тоа време? Па да. Ама од кино сега, од уџум далеку, затоа што синот се опре и со оценките у гимназија, па му купим бубњеви. Али после па ме фатија други лудила, почнам да патувам. Така да и приказката со бубњевите не траеше долго, 3-4-5 години, тогаш свирев со Дарио, со Бонтон, со То Сендвич, со Роберт Стаздов, некои групи, кои што беа локален карактер, немавме ништо, ни хитови, ни нома, не. И предластовица. Ама се затвори со 21 година го затворив тој проект што се викаше музика и мислев дека толку е музика и дека нема ништо више. Се фрли на патување. И се фрлив на патување. Еве ме. Се фрли на патување. Веќе овде имам веќе 23 години. Во некој од парковите може хај парк. Имам еден ранец,
внатре цел мој свет во еден ранец го Како собирам. изгледа патување во 80 години? Многу различно. Пасошот е југословенски. Различно од денеска. Жаре, Да. млади ве се тука. Ова денеска вие што патувате, тоа нема никаква допирна точка со нашите патувања. Денеска, нели благодарение на овие субвенциите и со ова, имам 49 евра ако може до Барселона една повратна карта. Да, добро. Кај можел, незамисливо. Патуеш со Визер, спиеш во Airbnb или Booking. Абе незамисливо, до Љубљана, во иста држава ни треба 400 марки до Љубљана и назад. А денешни е као, ајде на викенду, не знам, у Рим. Имаш 35 евра, имам. Ајде до Рим да скокнеме, да. Ќе пиеме кафе. Нема шанси, скапо, невидено. И светот беше, никој, што го ја го знав, имаше и храброст, ни време да го прави тоа, јас што го правев. Со 20 години, со 100 марки у джеб да се отиснеш и да одеш. Тоа што значи сам си патувал? Сам. Ова што викаш, никој немаше Роднина, храброст. ни Петко, ни Станко, никој. Само една желба за авантури. Добро, а пари како се наоѓа? 21 годишњак си, значи Пари, немаш работа, немаш Сега ги ти кажам, кариера. имаше железниците европски, има еден проект за млади до 26 години, се викаше Интеррейл. Добро. Каде што секој што има испод 26 години можеше за 200 марки, тогаш ништо за денеска 200 евра, например, да купи карта што му важи месец дена за било кој воз во Европа. Така. Тоа беше за нас као цел месец, кај ти душа сака, со една карта. Кој беше прво патување сам кај Швајцарија. Зошто баш Швајцарија? Таму имав женска. Опа, швајцарка. Да. Која што едина која што ми рече дојди кај мене, не ти требаат пари. На секој друго сценарио ми требаа пари. За хотел, а дечко до 20 години без пари може само кај девојка што го сака да отиде и да го прими дома. Па баш убаво, што? У ниедно друго сценарио ја не можев од Чабанов се подалго да отидам. Швајцарка беше од Швајцарија? Швајцарка, да. Да, браво. И ти ќе се сетиш и на името вака. Културовошки шок еден, се мисли се од Чаир и знаеш у Швајцарија. Да. Се е друго, се е поинако. И тука мене ми влезе чивијата за патување. Ја реков, ова е некој нов свет, ова е нешто ново. Јас зелен со 19-20 што сум знаел, и знаеш се отварат други луѓе, други јадења, други муабети, друго се. Значи не е така као Македонија, па Бугарија е малце поинаку, знаеш, или Македонија па Србија е нешто поинаку. Не, ова е ден и ноќ. За мене е една бомба. И патуваш секогаш кога можеш, така? И ја реков, додека не го испитам овој западен свет, што е, како е и зошто е толку различен од нас, ја не престанувам да патувам. И у следните 8-9 години така изгледав со ранецот, кај што ме водеше патот, кај што сретнав, упознав Петко, Станко, Зорица, Милица, кога го сретнав, ај со нас. Јас со вас. У исто време студирам факултет у Скопје, дали ти се вере? Па како правиш, се враќаше да даеш испит, па Тоа беше лукаво од моја страна, пошто ја кога го упишав факултетот, јас знаев перфектно англиски. Добро, а беше на книжје? И знаев дека ако упишам англиски, ќе можам да си го дозволам луксузот да не идам на факултет, а да го завршам факултет. А пак да имаш и пристојни оценки. И сите одеа секој ден во аула, па ја белешки, јас се акав со ранецот на секаде, само дојав на испит, халео, шеска, па. И па да ме нема 8-9 месеци, разбираш? Одлично. Така да некој финти ујдур ми прави. Го заврши на време факултет? Не за 4, али за 6. Добре, горе-доле, окей. За 6 часа? Со безичидење на факултет. Да, во тоа време. Абе шо? Бистро дете, без таа. Се изнашето меѓу другото и во Монте Карло имаме и таква една фотка пуштија. Кој се Ова е, види. Кои се овие луѓе тука? Овде да ме свртиш вака, ја немам 5 марки у джеб. Али важно Монте Карло сум Монте Карло сум испрчен пред јахтите. Да. А гледаш кој плаќал. Овие другите што се со мене, они немаат, јас имам, а они имаат јас све што немам. Така е. Така да ручек, немам ситно и они ќе платат. Се сеќаваш на ова патување? Како не знам, оваа до мене, години поминавме заедно, после овој беше у Америка, дечко. Овој лево, да, добро. И кај оди они, таму и ја. А чекај, оваа до тебе што викаш години, што години? Какви години? Златни години да не сте поминали. Швеѓанките немаат години, они не стареа. Не? Оно е плаво, убаво. Како азиките? Абе, многу се. И са ја од Чаир денес за мене Швеѓанка е као порнофилм да гледам.
Што да ти кажем? И она ми вика, сакаш да идеме ваму? Сакам. А добро, како ваква интернационална екипа се наоѓа? У возови ти викам, поврзи ја со Интеррейл приказката. Значи, у воз имам, ја имам Интеррейл, она има Интеррейл, сите имаме Интеррейл. И сите патуваме со исти возови, у исти правци се Малку мешаме, не ти се симнеш поврзливо, ваму, знаеш. јас се качуjem онаму. Ти важиш. Сега, јас знам дека не си до толку, ама сепак важиш за еден поприлично интровертен човек. Не, Нема валјда да сега се да, љутиш. сега да. Па тоа сакам да кажам. Тогаш Малку што- ми е неповрзливо сето ова, да оди Владо Јаневски по возови да се запознава со луѓе, по уште да тера патување со Овој нив. Владенски нема везе со овој Владенски. Ова е најекстровертната верзија на Владенски што можеш да ја замислиш. Браво, добро, секоја чест. Ама младоста си има своји правила и своји прописи каде што цел свет е мој и јас сум гладен за отворен кон А се. овој Владо Јаневски му се чуди на тој Владо Јаневски? Не, го разбира од кај му доаѓало, али не му паѓа на памет да се врати на тоа. Разбира. Не. Али тачно знам што го терало, али викам добро беше. Што го терало? Желбата да го види светот? Што? Јас сум ти као вегетаријанец у месара. Што значи тоа? Сум јадал месо у животот, сум престанал ич, не ми е гале дали се продаваат. Така да, она се што сум го видел у животот ми е сосема доволно да немам потреба веќе да идам ни у Монте Карло, ни со оваа да правам нешто, ни со она, пошто мене ми е затворен кругот во глава. Се што сум сакал да пробам, сум пробал. И затоа ти викам као вегетаријанец у месара. Да, добро. Ама ние имаме бучи, имаме ако. Тере. Нека. Ај со нас на журка направо, не, фала. Ај со нас. И они мислат дека јас сум намчор и интроверт, затоа што не ќам со нив да се дружам. А усвари суштината е дека ако на 22-3 сум се акал по Лондон и по Монте Карла и по Стокхолм и по сега да идам на журка у Ѓорче Петров. Има журки во Ѓорче На Петров? пример, дојди ки идеме заедно на журка. Те разбирам. Или у така е. кафана у Гевгелија ќе седнеме, бате, сега. Што да правиме? Кога се врати, да речем, нели на пеењето, прв некој успех, кога чувствуваш, веројатно со Ластовица или не? И претходно имало локални, како што ги викаш, успеси, ама некоја поголема популарност, вака, кога осеќаш и како реагираат твоите на тоа Не знам. најблиски, како реагираат? Прашањето ти е кога почнав со музика или кога фатив дека има популарност? Популарноста, да речам, прва Ластовица. некоја, Ластовица. Ластовица. И знаеш како реагира, пример, сестра на тоа, мајка на тоа, како За нив Владо никош не си Јаневски- звезда. Нели? За нив никош не си звезда. Другите се менуваат околу тебе, одеднаш као имаш еден комшија ми каже со Ластовица кога ни стана хит огромен пушење. Така? Пушење корпичка тие години. Да, и Корпичка ми беше надимак добри 3-4 години, Така те Корпичка ми викат на беше. улица? Абе. Корпичка! Кај еве го Корпичка, еве го. И сега тоа е сите си имаат понешто ги памтат, знаеш. Аха. И мене Корпичка ми беше надимак 2-3 години. Потоа приметив дека луѓето околу мене се менуваат, али моите блиски не. Никој од овие популарните не е звезда за нивните дома. Го прашале ќерката на Балашевиќ, ја прашале како изгледа дома да се живее со таква огромна звезда као што е еден Балашевиќ и новинаров целиот. Сака да дознае како ќерките на Балашевиќ го доживуваат овој што пуни 50.000. И она ми вика Оливера раскаже и ми вика што кој е звезда Балашевиќ? Овој што го гледам секој ден како носи ѓубре вика до контейнерот, за тој Балашевиќ збориме? Кај може да биде он? Кај може он да биде звезда за Така и треба. Така и треба. Ај за Ластовица. Со Роберт кога почнувате, кога се запознавате, па тем кажам како се запознавате? Ние бевме другари од мало. Значи од претходно се Кога знаете. се доселив у Чаир, он беше еден од првите познаници што ги створив познанства во Чаир. Се разликувавте карактерно? Како не? Да? Како не? Да. Тоа помагаше во динамикава на дуото или моментот што сте различни? Сакам Не, да кажам. ние бевме познаници зашто живеевме преку улица, ама он беше многу поинаков од мене. И не се дружевме до толку, а мојата прва љубов му беше комши кај него. Опа, И ја доаѓав кај него зграда затоа што девојчето кај него во зграда ми беше прва љубов. види, да не тоа буче она 90. или која Роберт држи Тоа е некоја омот, таму. тоа е омот од некој од првиот сингл Пушење кај што земавме две девојки кои што ги облековме у тогашната формула на сексепилка од црни чорапи. Ако се види црна чорапа, значи омотот ќе биде не, уназад 30 кусу години така. И така сме. И он ми беше поише познаник него другар. Аха. Ама
во едно моје враќање во Скопје од Нови Сад, кај што пеев со една група, веќе почна да пеам, и вика, шо правиш, како правиш, ја му викам, со една група пеам, успелно, не си више, вика, бубњар, сега пееш. Вика, ја имам дома, купив едно канално, 4-канално миксерче, Правам песни? ама има неколку песнички, вика, да доеш, вика, да отпееш нешто, и ја викам, шо да отпеем, имаш песна? Не, вика, имам ла, ќе ставиш текст? Ја викам, не знам, па вика, нели студираше на англиски, што не напишеш еден текст. И ја као бивши човек, нели, човек што идел на Шекспир и со, ја пишувам Корпичка. Како тоа? Денес некој да ми обясни како човек што седел и слушал предавања за Шекспир и сите тие гениалци, да, испаѓа со текст, си го барам кај ми е, се будам са бајле. Врска нема. Чекај. А како, ај вака, како ги имаш пишувано тие? Се сеќа? Не знам како. Роберт ми рече, валјда знаеш, пошто си студирал книжевност, побогу. Нешто не зезанција ли било? Он ме убеди дека знам. Ја не знаев дека знам, он ме убеди дека знам, пошто не знаеше како да ме кандиса да отпеам. Песмата нема текст. И ја нешто седнав и напишав нешто, ама како и зашто баш така излегува, морало да испадне така. Значи, на почеток на кариера сум имал некои будалаштини од текстови страшни, ама. А добро, како одиш од тоа на некои така длабоки текстови, не знам како, и тогаш некоја будала, А тоа се 4-5-6 години, кај што јас станувам више друг човек, после со првите напливи на популарност јавише со друг проект. Се заситуваш од ова, ти станува премногу, што, знаеш? Ако сме озбилни, мислев дека треба да ја напуштам ластовица, затоа што сакав да се, ова што го викаш ти, да растам во други правци. Да, мислам дека ако остане во ластовица, ќе бев во филмот на Роберт и Панки денеска и ќе пеевме такви песни. Ке не може да се излезе од тоа. И затоа што Роберт е многу хитовски расположен. И он ќе правеше такви песни како што правеше и стално ќе се бараат текстови од мене како што беа тие. И ја мислев дека треба да растам у друг правец. Добро, му убаво што се правци, не дека значи дека едново е лошо, друго е добро или нешто слично. Тоа се фази. Значи секоја фаза во животот е потребна за да станеш тоа што си. Значи мене требало да ми се случи и Роберт Саздов и Ластовица, за да ја денеска бидам без Саздов, ја не може никад ни да почнам веројатно. Добра, поддршката што ја добиваше од Роберт, кај ја најде после? Не, после дојде само довербата на сцена. После не ми требаше никој. Не. После школото што го поминав со Роберт Саздов, не ми требаше никој после да ми каже дека сум добар и дека знам. Ја доволна доза на самодоверба добив од тие година и пол дена поминати во Ластовица. Добро, а инспирациите очигледно ти се смени и за текстови и за се. Знаеш, многу, како што кажам, многу подлабоки стануваат текстовиве, многу по интимни делуваат, не знам дали се. Ама ќе беше без везе да ја напуштам Ластовица ако продолжам и дале да пеам Ти живти се. Зашто сум ја напуштил на Ластовица? Значи требаше да почнам да правам поинакви песни за да го оправдам своето одење од Ластовица. А свесен си сигурно дека луѓе се чудат кога ќе чујат колку траела Ластовица, колку кратко. Година и пол дена, ништо повеќе. Тоа е фасцинантно. Да. Еве примери публика да ја прашаме, сите имаат впечаток дека е многу повеќе баш поради тоа што се хитови многу, баш поради тоа што бевте мега популарни. Тоа е многу интересен феномен на човечкиот ум, да не навлегувам многу филозофии, ама кога поза некоја дистанца од доволно долга временска дистанца, нешто што било многу интензивно, го доживуваме како да траело не знам колку. Земи ги, например, не знам, Втората светска војна, 4 години. Ние 50 години разглаваме прва офанзива, Хитлер, Митлер, оно се било па у една и пол корона. Музички има многу такви примери. Од Sex Втората светска војна била во една и пол корона стаена. Толку. Аба, милиарда плочи, милиарда хитови, 9 години. Те сваќам. Така да, човечкиот ум има тенденција да нешто што е многу интензивно и набиено, да го развлече како да траело. Така да Ластовица се памтат скоро сите песни така. И некој ќе му каже дека 13 месеци траело целата приказка. Злато си ги пеел песните од после? Како не? Денеска на настап ми ги бара. Знаеш да ги пееш? А како не? Мислам, се случува така? Да, си ги пеам. Редовно или не? Не, пеам чат пат, ама не се срамам од тие, пошто гледам дека луѓето добро се забавлjaат. А јас сум платен да им направам добра забава. Дали песната е добра? Тоа се хитови, мислам, нема што да се бега од тоа. Ја така доживувам, мојата работа е професијата. Мене ми е перфектно јасна опис на работното место што го имам.
Да. И јас сум Ентертејнер. Јас сум ентертејнмент кловен на најам кој што треба денеска тие 2 сати луѓето да заборават на глупости на све и дали ја му правам да се расположи со песна од пред 3 дена или од пред 30 години, ако гледам дека него му прави кеф, ќе му ја пеам. Добро, а кај грешат твои колеги кои како да не го сваќаат тој момент, туку знаеш, дозволуваат или егото да ги некако обземе? Егото е голем. Егото е, ако сме озбилни, егото е голема за фраканција во човекот. Така, живот. значи, ова ти какви што го проблеми кажа прави. сега, знаеш, многу малку луѓе се доволно понизни и свесни за да си кажат, абе јас сум кловен на најам, кој што викаш. Тука да те забавува 2 сата или колку и да, и јас треба да ти задоволам твоите потреби тие 2 сата да чуеш и Корпичка и тогаш некоја будала и Скопје и златни години и Егото е најголем непријател на секоја кариера. Посебно на музичка. Ти можеш да имаш зашто посебно на музичка? Посебно затоа што може да имаш јако его, ама ако си не знам што, ако си софтвер програмер. Добро. Ако си ова. Твоето его ќе ти ги расипе односите со твоите колеги на работно место, со средината која што живееш, али продуктот што го продаваш на полица негде нема да трпи затоа што ти имаш его, затоа што си будала, затоа што си умислен, затоа што си самобендисан. Ако створиш добра видеоигричка, тоа нема да се одрази колку пари ќе ти влезат во музиката, на сцена, каде што посебно жените, не е апсолутно прашање на пол, али жените има некое непогрешиво чувство на еднотонче во гласот да те видат лажеш, не фолираш, овој блефира. Значи, секоја мана се множи пута 100, а жените тоа најмногу може да го видат најчисто. Со еден овлаш поглед ќе те види да си будала внатре, да се фолираш, да се... Они имаат го извежбано тој body language да го читаат. А ние сме на изволте, со 100 рефлектори, качен горе. Знаеш, и као на жаби на секцирање сум, ако се его и ако си нешто има труло во тебе, ќе те приметат, ќе ти свртат грб, твојата кариера ќе заврши. Значи, жените ти прават make it or break it. Make it or break it, да. Во нашиот бизнис. Така, те разбирам. Добре што го знаеш тоа. А не може да не си имал дел од кариерата кога и ти си имал проблем со егото. Би бил неискрен сигурно ако кажеш дека не си имал, така? Егото не можеш да го уништиш. Егото само можеш или да го зауздаш, или да не го зауздаш. Или ќе ти му бидеш слуга, или ќе му бидеш господар. Да парафразирам, во кој дел од кариерата малку си имал проблем да го зауздаш? Тоа има везе со годините во животот. Аха. А не со кој стадиум од кариерата? Не, прашање кога ќе созрееш. Некој ќе созрее на 20, некој на 40, некој на 60, некој никогаш. Така да егото е задача на човекот, без разлика со која работа се бави, да си го среди или да не го среди. А ако не го среди, ќе му се одрази во све. И во работа, и во брак, и во среќа, и во финанси, ако го пушти као куче од ланец. Така. Само луѓе кои што го препознале какви бели знае да прави, какви проблеми може ти направи животот, тие ќе се потрудат да го зауздат, не можеш да го уништиш, али ќе го зауздиш и ти ќе го контролираш и онда е корисно. Онда егото може да ти врши добра работа, затоа што ти е слуга. Како и се друго во светот. Значи кој кого контролира, ти егото или егото тебе? Едино добро сценарио за собственикот на егото е кога он го контролира егото. Добро. Собственикот на егото, ако не го заузда, егото ќе си отиде и ќе те уништи. После Ластовица, кога си се осетил најпопуларен? Во кој дел од кариера? После Ластовица? Да. Па многу брзо. Ја напуштив Ластовица. Дали тоа околу Евровизија или не? Ја во Ластовица ние бевме тинејџ идоли, да не веруваш, имавме по 32 години со Роберт Стаздов, а бевме тинејџ идоли. Да, точно. Сега со толку многу години. Точно, еден куп деца ве обожавам. Да ти биде главна публика 15, 16, 17 години. И имав еден период од година-две кога немав песни, нели го напуштив Ластовица. И многу брзо со првиот албум кај што беа и Чајриска романтика и Црно тиквешко и сите, многу брзо ја повторно се вратив на старите позиции, овој пат као сингл. Така да веќе 94-та, у рок од 2 години неполни, ја веќе бев пејач на годината, албум на годината. Така. И така да многу брзо го надминав тој мост. А во кој соло дел од кариерата си најгорд на себе си? Мимо денеска. Не денеска. Најгорд? Да, кога си бил најгорд, онака, за било што од кариерата? Тие 3 минути на сцена во Бирмингем на Евровизија. Така? Да. Со радост се враќаш на тоа, онака, пример? Да, тие ми се најсветли 3 минути во животот. И кога си го гледаш тоа видео, со кејф го гледаш? Да. Со насмевка на лице? Да. Македонија не знам како го доживеа тоа,
Ми кажуваат дека кога идел преносот дека улиците биле пусти, дека сите гледале пренос, дека било историски момент прв пат Македонија на Евровизија и дека никој жив немало надвор, дека сите гледале. Не разбирајќи го концептот на Евровизија, мислеле дека моето пласирање во втората половина на табелата е неуспех. Кога уште не знаеа како функционира, мислеа дека тоа е катастрофа, кога видеа дека после сите се 15, 16, 17, малце ме, али тие 3 минути на Евровизија за мене лично беа врв на моето музичко исполнување, затоа што сватив дека сум стасал од тотален локален анонимус на позиција да представувам држава пред 150 милиони луѓе, кои што никој не чува. Луѓе ми викаат дека прв пат на мојата песна слушнале како звучи македонски јазик. Немале концепт, немало филм македонски, енглез, француз, кај видел не биле во допир едноставно. Не им дошол ни македонски филм, ни македонско ништо. И прв пат вика, ти кога пеше, прв пат вика, чувме како збореве, руски, не е руски, и македонскиот јазик им зазвучал. Јас на тоа сум горд. На тоа сум горд. А кога отиде таму, осети разлика во однос на подготовки, буџет, оние организацијски делови за разлика од други некои држави? Не може да нема разлика, бежаре. Ова е крпен шоу бизнис овдека, а он е врвен шоу бизнис. Значи нема подалеку. Нашата земјичка има најмала варијанта, најбедната варијанта на шоу бизнисот е овде, а она е највисоката варијанта европска на шоу бизнис. И поголема разлика не може да има од Македонија до Евровизија. Ама дававте се од себе. Верувам ти и сите други, така? Емотивна е приказката. Така? У мојот случај не знам за другите изведувачи, али кај мене емотивното дека сум прв и дека пред мене никој не бил, дека цел живот ја гледам Евровизија, а македонец не стапнал на таа бина пред мене. Кој би одвоил некако најзаслужен, ама знаеш, онака, кој би одвоил освен тебе, што би требало да го запамтиме дека бил дел од таа приказка? Кој помагал најмногу? Или не можеш да озвоиш еден двајца? Изведувачи? Не, од организацијата, знаеш, некои луѓе што никој нит ги спомнал ни ништо, а сепак биле мега важни за тоа. Се да бидете колку што треба со тој мал буџет, да излезе секако што треба. Знаеш, ти си само на сцена, но имаш пратечки, имаш логистика. Одговорот е дека никогаш не би отишол повторно, не мислел да на Евровизија, нисум помислил да одам затоа што видов колку е мачно и колку си сам на себе оставен за Евровизија. И колку треба да се изнамачиш за да истераш приказката, и затоа реков ја никад не би го направил ова повторно, ми беше убаво, да, тие 3 минути на бина, али се околу беше премногу тешко и комплицирано. Ај, објасни го малку подобро тоа, знаеш, што се случува, дај ни перспектива. Ја немав никаква поддршка од никого. Отидов без спонзори, без спот, без ништо, без пари, без одело, без ништо, ни шминкер, ни фризер. Точно, пример, оделото сам го зеде, се сеќаваме на тоа одело. И кога видов колку се изнамачив за да ги истерам тие 3 минути овакво, реков ја више никош не го правам. Ова е претешко за таа награда, али бидејќи еднаш се фатив на орото и го изиграв, друг пат никош не би отишол, затоа што самата организација не носи поддршка. У моје време, не знам денес како изгледа Евровизија, у моје време беше снаоѓај се како знаеш, толку имаш. Така, добро. Ајде вака да те прашам едно прашање. Не знам дали ќе го одговориш, ама ќе пробам. Шеташе порано со југословенски пасош, сега и не само сега, во последни не знам колку години шеташ со дипломатски пасош. Да, од 2007 ја и уште неколку мои колеги ни поставија функција, почесна функција, која што се вика амбасадор на култура во земјите во кои што ти е делувањето, кои што делуваш. Завир Хаџиманов беше во Србија, Милчо Манчевски во Америка, јас во Хрватска, и мислам дека таа функција веќе е на гасење, затоа што више никој не ја поддржава, али тие години кога имавме дипломатски пасоши за сите нас. Добро, го имаш уште. Го имам, ама не важи пошто веќе дипломатската виза не се заверува. По закон веќе мислам дека не постои таа функција. Сега јас како обичен смртник со обичниот црвен пасош, кои се разликите? Дипломатски пасош знаат сите доблести на дипломатски пасош ги знаат тие што го имаат пасош.
Тоа е исто као да си амбасадор, као да си Добро, ма вака во пракса како изгледа тоа? Која е разликата? олеснува вадење на визи, олеснува преоѓање преку граници, секојдневните ситуации кога си во негде во бел свет, кога ќе извадиш дипломатски пасош, што се поинаку у тебе. Дали ако ја и ти тргнеме со кола и стигаме на Богородица граничен премин и има огромна гужва, ти ќе поминеш? Да, бидејќи има посебна рампа за такви случаи. Аха, добро, интересно. На аеродром стига авионов, слетува, гледаме тука вака гужва, посебно во овие европски и странски Има посебно куќиче за тие. И тоа не чека, значи. Да. Така да дипломацијата пасош е многу практична. Чекај, не сум застанат. А дали ако возиш брзо? Ете, да речем 80 ограничен, ти возиш 100, помага нешто? Помага посебно во странство, кај што не те знаат кој си. Во странство кај што не те знаат кој твојот пасош зборува многу за тебе. И може да се извлечеш од некој Биди нескромен, сети се на некоја приказка, ако има, да си го употребил. Па има каде што знаеш дека си сгрешил, али знаеш дека ти е едини излез е да се повикаш на дипломатскиот пасош кој што може да те погледат поинаку и веднаш да се промени приказката од ајде у притвор до фала пријатно до гледање. А дали Добро, браво. Веројатно ова е првиот и единствен пат кога ти аплодира зашто си го прекршил законот. А дали кога го вадеше пасошот викаше? Ама сега возам пензионерски ептен. Разликата е што сега возам ептен пензионерски. Што нисам возиш? Нисам кај најновиот, иако може да бришка, што викаат кај нас многу брзо, јас си го возам пензионерски на Абе златни години. Абе шо сега октани, килочасеви, коњски сили, вака не, однеси ме ти од Гевјелија до Скопје кажаре и врати ме елегантно, а стварно ми е мерак. Го продавав Мерцедесот за кој што го зборевме минатиот пат. Мерцедесот. И тоа беше убава кола што? Беше убава затоа што беше овакво мачно заработена. Ова ми е од срце поклонета спонзорска. Ај кога сме кај тоа мачно заработена, значи очигледно си мераклија на убави работи, знаеш. Океј, не е тоа ни срамно ни лошо да се каже. Се сеќаваш ли пример кои биле некои први пари што си ги потрошил поголеми на сопствен мерак? Онака да си речеш нешто, знам дека е ова скапо, знам дека е многу, ама мерак. Па има врска со пари. Мојот прв гран при со црно тиквешко купив кола. Кола? Да. Што кола беше, се сеќаваш? Не беше нова, ама гран прито беше доволно добро за да го купам, да ја купам Алфа Ромеата на композиторот на црно тиквешко. Одлично. Така да, со Копров победивме речеме на Интерфест, беше во Битола со црно тиквешко. У понеделник си ги земавме парите од банка и ја моите му ги давав на композиторот, кој што ми помогна да ги заработам. Да, бе, да. И ја купив од него мојата прва кола Алфа Ромео на бордо. И тоа го памтам као прв онака да плеснам пари на нешто. А генерално си внимателен со пари и се сметаш или слободен? Сега веќе не ги мислам многу. Сега само ми е битно дали ми прават мерак или не, пошто сум во повластена ситуација за разлика од 99% луѓето, ја не морам да ги мислам ни жената, ни мама, ни бато, ни тато, ни децата, ни кредитите, ни ништо. И сите пари себично, морам да признам, ги користам само за мои кејфови, а моите кејфови со годините се се помали и помали, така да и со многу малку пари терам многу големи кејфови. Добро, тоа ти дава исто и можност да не работиш толку многу. Една опуштеност генерална, која што подразбира 300 и кусур денови слободни. 300 и кусур? Да. Значи, мислам дека не работам повеќе од 50 на дена немам работни во годината. Вкупно земено, настапи, концерти, чуда. Да. И ова се рачуна као работен ден. Ова се рачуна као работен ден, да. Не ти досадува 300 и кусур дена? Малку ми се. Браво. Малку ми се. Добро. И не само што на макро ниво ми се малку во годината, него и на микро ниво 24 сати на слободен ден, будните сати ми се малку. Ај чекам, што е нормален месец, да кажеме, кај што Владо што при... Чекај, живееш во Гевгелија. Да. Значи, куќа во Овчарија немаш веќе? Ја продав.
Ја продаде. Значи ти си апла преселен во И Гевгелија, колата тоа ја е тоа. продав, и куќата ја продав се. И чекај, живееш во Гевгелија, што у палата, некоја куќа, Не. некоја што, кај живееш? Не, апартман што си го одбрав за под најам, не купив ништо во Гевгелија. Значи под кирија си фактички. Да, одбивам да поседувам нешто. Решив но во оваа фаза на животот не ми е желба да поседувам нешто. Добро, ама свесно, не дека не можеш, него така бираш. Па со пари од куќа и од Мерцедес, Нели? валјда можам да си купам нешто, ама не осеќам желба да поседувам нешто. Ме врзува, како ти И кажам. кај живееш во Гевгелија? Кај е тој Апартман под апартман? наем, апартман Кај под го најде? Кај го најде? Како Преку се јави на пријател. пазар 3 на Да е област жив некој? Фламинго, да ти кажам право. Добро. И како? Два-три мои пријатели што работат во Фламинго, кога им кажа дека сакам да се доселам, они Добро. рековме ти само дојди, ние ќе ти најдеме едно убаво апартманче и па на 2 минути. Апартманче? Тоа е гевгелиско. Да не е скапичко, да е бабичко, тоа. И стварно ми најде една апартманче, Малечко, сладкичко? мерак. Колку за самец доволно. Аха. Да. Добро. И нормален ден што ти што правиш? Гледаш Netflix, не знам Па што ти викам правиш? ми е краток за се да завршам сите мерези што ги имам. Денот ми се состои од филмови што сакам да ги одгледам, книги што сакам да прочитам, еден тренинг во теретана во Фламинго, два оброци таму, една негде прошетка натаму наму и тоа ми е денот. Али ми е направо многу е убаво чувството, како ти кажам. Тоа беше борбата да еден ден после толку години кариера и толку пење и се да дојдам во ситуација да денот кога ќе осамне да речам денеска можам се, а не морам ништо. И тоа е за мене најскапо. Тоа добро. Е еден вид на успех. Тоа е највисокиот за мен највисоко ниво на успех кога си сопственик на твојот ден. Поскапо од денот за мене нема. Добро, и си бил во многу врски низ годините и така натаму. Никогаш не е дошла некоја која била блиску до нешто посериозно Сега ли да вртиш го на кажеме? жени? Да. Па предупреди ме дека менјаш тема. Освен ако не си бил во врски со мажи. Касно ми е за мали да почнем, нема. Не, знаеш, немало такво нешто сериозно што Како дошло не? блиску до тоа. Да. Морало да има. Зашто види, ова што го кажеш е сосема спротивно на нели луѓе кои сепак ако се во семејство што викаш ти не си сам, туку го делиш сето тоа. А ти Така. викаш дека си сам, значи се е за тебе. Моето е коректно, политички некоректно. Мојата дефиниција на живот е политички некоректна за денешно време. Ти треба на твојата емисија да ставиш предупредување забрането за помлади од 18 години, пошто можам негативно да влијам на младите да не се женат. Добро, ти не разбираш. пропагираш тоа, ти не викаш вака правите. Али веројатно со страст го бранам својот став дека ми е убаво што сум неженет и што немам Ама да те дете. вратам, си дошол блиску до такво нешто? Имало варијанти, имало сигурно дека се погодиле девојки и жени кои што многу би биле добри да ми бидат сопатнички. Добро, е. Ја не сум бил као што треба. Јас сум бил или презелен, или пребудала, Не било или време, прерастрчан, или преповршен, па не сум ја регистрирал, па после 10 години ми текнало, да бе, таа беше добра. Или сум ја регистрирал у real time дека е добра, ама мене ми идел паметот таму негде, така да кај мене е проблемот. Знаеш, не дека немало кандидатки кои што биле доволно добри да ми Дали и со кој ти одел и муабет и све? Ама знаеш како е, кога си пејач, ти не можеш да избегнеш да бидеш емотивец. И моите големи одлуки никогаш не биле рационални. Ова што ме прашуваш ти, дали немало особа имала кога да сум бил порационален тип на човек, не емотивец, онака шлајка у моментот кога ќе ми текне чувствата мои, сигурно би закочил дека со оваа треба стварно да застанам, да тоа се нели смирам, егото? Не, тоа е емотивната конструкција што имаш внатре. Емоциите. Која што има лоши страни, добри страни. Лошите страни се еве оваа, каде што големите животни одлуки ги носам емотивно. На своја штета најчесто. Ама од друга страна, таа емотивна моја страна па ми помага да правам песни. Ја без тоа не би можел леп да створам, да јадам. Добро, и за ова не дека едното е лошо или добро, туку секој Секое нешто си има добра и лоша страна. Да. Знаеш, струјата е добра, ти го прави добар животот, е болесен, а може да те убие. Истата таа струја. Така да, се нешто има и јенг и јанг. Добро, а како гледаш на потомство, знаеш, бидејќи тоа е една од работите кои доаѓаат заедно со ова второ, односно со семејство и така натаму. Не гледам никако, пошто немам емотивен однос према потомство, ништо. Јас сум сингл, цел живот вежбам сингл и малце е себично од мене и ја немам никакви
ни да се жалам, ни да се фалам, ама немам однос кон тоа никаков. Добра, близок човек кога ќе ти рече со најдобра намера, нели, ама нели би ти било криво, сепак ти си Владо Јаневски на друго да немаш нели као деца и така натаму и така. Точно така би ми се мешало живот, не би ми бил близок пријател. Така? Да. Зошто не би те знаел Затоа што доволно ја не добро? се мешам во тугите одлуки. Јас Така. сум најдобар да со човек кој што има 6 деца. И ја му викам, те сакам, те почитувам, сакаш 6 деца, свака част. Има стварно 6? Ја кој што не сум сакал да поднесам едно дете да растам, ја тотално да се респектирам кога некој сака да има 6 деца. Така да формулата моја за животот, моја и неговата не мора да се совпаѓа за да ние бидеме пријатели, другари, истомисленици, Точно така. пајташи. Точно. Истиот чевел, тебе ти е таман, Така. мене ме жулја, него му е голем, нема една формула за среќа. Така кога некој ќе рече некој за среќа ти требаат деца, фамилија, све. као дефиниција. Тоа е неговата формула. Мојата формула не ја наметнувам на друг, ама и тој други од мене не треба да ми рече као ти си промашај у животот, немаш ни жена, ни деца, ни ништо. Така. Добар момент да видиме да вклучиме публика. Ајде, значи, прашање од публика, прво прашање од Дарија. Дарија е тука, Дарија повели Владо Јаневски е само твој. За 15 секунди само. На кој концерт најубаво си поминал? На кој концерт? Секогаш овој што е најтазе ми е најак. Значи, она во арената што го правевме 2019-та, се додека не се случат овие во ноември 16, 25 и 26, кои се уште неслучајни, последниот најголем ми е најјак впечаток. Така да тие 8009 што дојда во Борис Трајковски арената 2019 знаат точно за што зборам, кај што 3 сати, ја пеев, они пеа и една размена на емоции се случи. Тоа е за мене, сега ако помислам, најсвежо осеќавање на големо задоволство во дружење со публика. А ако може да се надоврзам на Дарија, на кој најлошо си поминал? Тука јака конкуренција. Не мора концерти, ама се настав. нивелираат. Екстра јаките чувства со безвезните некои чувства у просек се изнивелираат и доаѓа едно добро чувство генерално. Така да, како викаше Габи Новак кога ги пееше на Арсен Дедич стиховите. Памтим само лепе дане. Ето така. Памтим само среќне дане. Среќне дане, да. Второ прашање од Јована. Јована, ајде да видиме. Дали досега сте напишале некоја песна што сте му ја посветиле на некој ваш партнер или партнерка и дали би сакале да не откриете која е таа? Специјално, значи, напиша. Ова после 30 кусур години кариера е опширно прашање, али општо да раскажам, значи Да преведам, не за една, Ева, секоја песна има некоја девојка од мојот живот во секоја моја песна. Значи не можам да вадам љубовни мисли од фиока или од да чекам да ми паднат од небо. Ако тие што знаат да ги читаат моите текстови, што ги сметам за моја публика, они добро знаат дека јас знам некој да го спакувам, да го скријам идентитетот, приказката да ја во измеѓу редови да прочитаат. Во секоја моја песна има минимум една девојка, што не значи дека има песни каде што првата строфа е за една девојка, втората е за друга, рефренот се некоја трета, бидејќи мојот начин на работа, сега занатски речено, е поеклектички и бидејќи сите мисли што ги пишувам, што ги спремам за некоја песна, ги запишувам во едно тефтерче, како што ќе ми се случат, кога ќе го отворам тој тефтер, тука има многу мисли за многу девојки кои што се намножиле со тек на време. Некогаш многу добро се лепат едно со друго. Така да првата строфа од таа песна може би е за една песна за некоја девојка од пред 20 години, а веднаш втората строфа е од пред месец дена што било. Ама бидејќи е издржана, проживеана емоција, многу добро се лепат заедно. Кога ќе ги отпеам заедно, бидејќи е истата емоција, иако е друга девојка, моето доживување, ако е доволно јако во двата случаја, песната си тече како река. И публиката не приметува дека во првата строфа ја сакам Зорица, во втората ја сакам Љубица, бидејќи моето доживување било исто во двата случаи. Така тоа е одговор. Ти благодариме много.
Следното прашање ни доаѓа од Катица. Катица, повели со твоето прашање за Владо. Ме интересира дали странската публика, кај што сте гостувале, дали ве чувствува исто како македонската публика? Тоа треба допрво да видиме, бидејќи мојот албум што излегува во Хрватска, треба допрво да го видам фидбекот од тоа. Тоа се истите песни кои што се во Македонија, кои што се добро познати, но се, бидејќи сум јазичар, сум имал тој луксус да можам сам да се ги препеам на некој нов јазик кој што е хрватски, кој што не ми е мајчин јазик. И ја мислам дека сум успеал да ја уловам есенцијата на моите песни, заради кои што македонската публика, делот од таа публика што е моја публика, ги сака песните, и таа есенција мислам дека ја имам пренесено добро во Хрватска. Фидбекот од тоа треба допрво да го слушнам. Почитување од мојата дискографска куќа Менард во Хрватска, со Кроација Рекордс заврши приказката, сега имам Менард издавачка куќа, имам добро почитување затоа што ги слушнаа песните и се оптимисти дека ќе биде добро. Првите реакции на тие што го чуле се добри, но општото мислење на балканската публика која што ќе го доживее тој албум, треба допрво да знам. Јас верувам, јас може романтик не излечив, ама мислам дека љубовта нема географска одредница, дека на исти начин си патиме и плачеме и у Скопје, и у Загреб, и у Тунгузија, и на Шведска, сегдека луѓето си патат, се влюбуваат на исти начин, и тоа е добро, тоа е универзално, тоа ни го леснува нас. Тој е еден глобалистички приступ да можеме, ако напишем добра љубовна песна и ако ја направам разбирлива на хрватски, дека и тој во осјек ќе го погоди. А размислете, еве например обратно како е. Како е можно да еден хрватски пејач кој што никогаш не стапнал во Македонија, дојде и цела сала му ја пее песната. Он нит дошол некогаш во Македонија, нит ја мислел Македонија кога ја правил песната, дојде и го чека полна сала. Мислиш на конкретен пејач сигурно, така? Па еве конкретно мојот колега Каран од Хрватска, негде на некоја Евровизија се сретнавме. Каран пееше на некоја Евровизија, ја бев дал со XXL као автор на англискиот текст, бевме дали во Шведска или во Данска, и он пееше за Хрватска. А ја бев со македонската делегација како автор на текстот, и на маса се Борис Каран вика, ми организираат, вика, овие твоите, дали рече Авалон, не знам, ми организираат концерт у Македонија, како ја никош не сум бил у Македонија. И мене ми текна дека е можно човек да отпее нешто убаво, љубовно во Сплит и тоа да го погоди струмичанецот у Македонија. Да. Ќе го следиме тој албумот и се надеваме на се најубавата работа и ќе дојдеш пак, за да не кажеш. И уште едно прашање, имаме време, од уште една Дарија. Така, уште една Дарија. О, па кај си, Дарија? Ти сама дојде или со мама со некој? Со мама и со тета. Со мама и со тета. Аплауз за Дарија. Денеска ни е најмладиот член на публиката. Дарија, што ти срце сакаш да го прашаш Влад? Кој би бил првиот концерт и колку публика имала? Колку публика имаше на првиот концерт? Првиот концерт? Соло? Соло. Во ја се охрабрив прв соло концерт да закажам во Универзална сала 94-та, пред 120 години. Пред тоа ниеден македонски изведувач немаше закажана Универзална сала. Прв беше? Дали ти се верува? Прв? Да. Значи, Брага Мјалко си во неголемата популарност. Ја кога отидов да ја закупам Универзална, ми рекоа, ти си првиот македонец што доаѓа да ни ја бара. Пред тоа пеле Мике Евремович и Терза Кесовија, македонски пејач дошол да ја купи Универзална сала. Сигурен си? И ја викам, не сум баш, ама ќе пробаме. И тоа ми се врежа како голем ризик, голем страф, голема авантура, затоа што пред мене ниеден македонец не рекол сега ќе правам соло концерт, па што сака нека биде. Али на крилата на Чајдиска романтика, на Црно тиквешко се охрабрив, реков
сигурно една универзална ќе продам, па што сака нека да биде. За да следната тура универзална веќе правевме 5 во ред, али тоа веќе тогаш бев веќе искусен и само доверба. Првото ми беше ќе биде, нема да биде. Ај остани тогаш на таа 94-та. Како функционира тогаш организација на концерти? Претпоставувам немало менаџерски куки, чуда. Не. Како се правело концерти? И добро, чекај, се бркаш ти? Свега. Да? Сеја. Договараш, значи и проценти. Како одело? Продадени карти? Би дозволиш да ја расширам темава малку? Ајде. Од тоа води заради тоа што морам малце према публика, нели, одговарам на Слободно. прашање. Тоа води од таму што во мојата кариера секогаш сум имал чувство дека луѓето ме подценуваат. И секогаш ми било криво зошто луѓево не може да видат нешто посебно во мене што знам дека го имам. И цел живот ме подценувале. И критичари, и новинари, и менаџери, и секој нешто. Стално неко као добар, ама не, за 2-3 години ќе пројде. И по 30 кусури јас сум уште тука. И сваќам уназ да гледам дека ни целата моја кариера некој ме подценувал. Така да одговор на прашање е кому сум можел ја да кажам уложи ти во мене пари ќе заработиме, бе, пријателе. Јас сум бил почетник, му се погодила едно црно тиквешко, му се погодила чајска романтика, ама кај да е, ќе заврши за година-две, ќе го снема и него као и другите. Таа позиција никој немал нит храброст, нит волја да рече ја ќе ти бидам менаџер, ја ќе ти бидам не. И затоа сум се свртал на страна као волкот, никој неке да ја заврши работата, јас сум морал сам и да платам универзална, и да правам реклама, и да букирам бенд, и да си купам гардероба, затоа што на почетокот никој не верувал во мене. А еве, да подсетим уште еднаш, значи ноември 16, 25 и 26 имаш 3 концерти во Македонска филхармонија Златни години. Како ќе ти изгледа ден на концерт? Што правиш тој ден? Имаш некој посебен... Зависи кој ден. Првиот ден се местиме со звук. Вториот сме веќе наместени, така да немам потреба вториот ден да доаѓам толку рано, пошто се е наместено од претходниот ден. Секој следен концерт е полесен и заhteva мое помало бивање. А имаш некој посебен ритуал или нешто? Седам дома и ќутам поише. Си седиш сама? Ќутам заради, мислам, не од лудило некое, него чисто инструментот си го држам. Не, инструментот го држам. И не зборуваш? Не, затоа што зборењето, тоа е веќе стручна терминологија, да не ги замараме. Добро. А обичниот човек може и не знае дека зборењето троши многу повеќе глас него пеењето. Повеќе? Ако пееш правилно, побрзо ќе засипнеш од зборење него од пеење. Не сме го знаеле. И тоа се мали ситници од нашиот занат, значи, кои што они не мора да ги знаат. Ама ќутиме што поише, затоа што знаеме дека обичното зборење ни го троши инструментот. Владо, ти си еден редок експерт за женска природа. Ти имаш многу песни напишано за жени, многу жени си знаел, си запознал. Јас и ти приватно сме зборувале на тема, ама би сакал и пред публиката, зашто знам дека ќе им биде интересно. Што се разликува женската природа од машката? Кој се... Значи, ти велиш дека навистина се разликува, дека тоа се црно-бели светови. Да. Ај, можеш ли малку околу тоа да ни... Ќе покушам да одговорам, ама да не биде премногу школски, да не ги замарам, а да биде информативно како ја го доживувам тоа. Мажите и жените имаат еден заеднички ген кој што не прави човечки битија. Добре. Значи имаме еден хуманистички заедничко јадро кој што ни е заедничко со жените. Ама би било по мене илузорно и глупо да веруваш дека само затоа што имаме ова нешто заедничко, дека јадрото ни е заедничко, дека и обвивката ни е иста. Тука се разликуваме. И ако почнеме да набројуваме што спаѓа во јадрото, тука сме исти. Сакаме убав живот, безбедност, сакаме исти основни работи ни требаат за во животот. И на жената и крчат цревата, и на мажот му крчат цревата. И жената сака да отспи, и овој сака да отспи, овој сака да има топол дом, оној сака. Значи има некои работи кај што сме исти. Нивоата у Масловова пирамида се тие, и за жени и за мажи. И сега убавината е кога ќе разбереш дека тука сме исти, но преку тоа има разни слоеви и преливи кои што ни одалеку не се исти. А ако не си свесен за тоа како маж, можеш да... Онда Господ нека ти е на помош, затоа што ако трнеш као маж да ги објаснуваш жените
od svoj aspekt maški utinjaš 100%. I obratno. Samo što oni imaju prednost. Ženite, na primjer, imaju prednost pred nas, zato što oni su ova tematika mnogo porano počnuva da se bavat so međupolovite razliki i odnosi, nego mažite. Na primjer, što mislim? Devojče ušte na 15 godini, ušte na 5 godini, 6, veke kuklata sija kiti za princot koga dojde, ona mora da bide doterana, veke go ima princot vo glava. Znaš. I veke kukliče to kondučinjata, frizurkata, ova. Zašto? Zato što Maško odrusa šlapa svoj kleru u facu. I ona veke vo glava go ima koncept na nekoj princ od nekade što nekade. I ona so to poslije to interes go razviva poleka preku mažite vo semejstvoto, preku bratot, preku tatkото go uči maški pol kako funkcionira, zato što veke je usmerena emotivno kon sprotivni od pol. Така. Zato što intuitivno osjeća deka nezinata idna sreća zavisi od toj nekoj odbran. Zašto ona će go najde toj i happily ever after, ki si živejeme i od maleza. Od druga strana, maškiot princip, maškiot preliv preko jadroto je skroz poinakov. Maškoto ne gi mislivo nije na scenario ženite dokaj 15-16, do toga što samo džamlije go interesira, žmurki, tatara, bakar. Tek duri na 15-16 hormoните koji se probudat, on počeo да ги регистрира девојчињата околу мене, кои што веќе на таа возраст веќе 10 години уназад ги читаат машките као буквар. Иако ти си одбрал нели ваков живот како што си тераш, но ако добар пријател или било што ти побара совет, кои би биле главни некои точки, главни совети што ми го дал на маш кој сака едно среќно партнерство со жена, некој хармоничен брак? Кратка е поуката што би му дал, али тоа е само патокас кај што он треба да оди да научи и да го изоди патот. Ја можам на некој да му посочам кај треба да оди, он треба сам да го изоди. Што мислам со ова? Мислам дека на маш би му советувал слично, како предскоро што кажа, дека не знаеш преливите нивни преку јадрото женски не ги познаваш. Не ти се познати, поинакви се од твоите. Мора да ги научиш. Значи, заборај што знаеш за... А кои се чекорите до учењето? Втурување на учењето на разликите. Машко-женските односи патат од тоа што мажите мислат дека нема што да ја учам ја жената. Мене само тоа ќе ми се каже. Не, разликите мора да ги научиш, затоа што нит се они подобри од мажите, нит се полоши. Ali je fakt дека се различни. И нема една вистина. И нема тука една вистина која што машкиот принцип е подобар за среќа во животот, женскиот принцип е подобар за животот. Нит сте вие во грешка, нит сме ние во грешка, нит сте вие во право. Ама едини начин на кој што две единки од со толку различни преливи, не со толку исто јадро. Јадрото буни, дека јадрото ни е исто, она веројатно сака љубов, веројатно сака ова, исто као ја, што има да ја учам ја, она иста као ја, ки си живееме заедно. Но, катастрофа. Катастрофа. Во практично смисла, секој ден се покажува во кушлуси, во врски, во бракови, дека не смееш да си дозволиш луксус да го објаснуваш партнерот, поаѓајќи од себе. Пошто јас сакам вака, веројатно и она сака така. Не сака ве така. А за да научиш што е тоа она што сака, затоа што нејзината среќа нели е тесно поврзано со твојата среќа, Апсолутно. Па ако да научиш што нејза ја прави среќна, ти треба да го заборавиш своето и да се втуриш, чекај да видиме ова чудново суштество што е поинакво од мене, што е тоа што нејза ја движи. И кога ќе научиш, не треба да го прифатиш ти нејзиното, али чисто информативно следниот пат кога ќе предложиш едно нешто трето, треба да ги видиш работата од нејзиниот агл. А тоа не се учи со време само од себе, не се учи од како ќе ти дојде. Машкото мора да го научи женското внатре како принцип на женственост, за да го разбере. Не да го користи, не да го манипулира, за да го разбере. И разбирачката води до толеранција и тука сме блиску до добри услови за заеднички живот.
Добри совети. Се надевам дека ги слушаат мажите. Да. Види, ти пак ќе речам, ти го представуваш сето ова како што пееше Даворин Богоvić на времето како црно-бели свет, така? А како ги читаш модерниве времења како каде што од една или друга причина како да пробуваат равенство на еднаквост да се стави меѓу половите и така натаму? Тоа е само, според мене, ова лудило денеска со половите и со родовите именки, со се, е само една колатерална штета на една појава која што се вика издигање на индивидуалноста на пиедестал, на погубен пиедестал. Во ново најното време направено, задните зборам 20-30 години, се направи толкава бука околу индивидуалноста. На светски мер, разбери. И се пропагира, ти си посебен, you're special, ти си ваков, ти си онаков. И одеднаш луѓето и најбезначајниот глупак на планетата мисли дека има право на свое мислење, на свое мое, вие сте грешка, јасно, затоа што целиот систем го убедува дека ти си посебен. Ти си спешал. И он тоа го сваќа буквално. И таа некоја непотребна... Ти сметаш од тоа дека е тргнато, од индивидуализмот? Тука е тргнато, после тоа се грана во 13.000 варијанти, верзии на мутации, каде што се отима од контрола и оди у екстрем еден. И onda доаѓаш до некој човек во долна некоја уби Боже, некоја чошок на светот, кај што стига на интернет и вика јас се чувствувам као бела мечка и сум црнец, иако сум жолт. И он има своја дефиниција, имам ја право да бидам што... И тоа избегнува од контрола, каде што му е убедено поединецот, многу лесно паѓа под перење на мозок дека ти мора да бидеш посебен. Ти мора да бидеш спешал. И он не знаејќи како да биде спешал, он ќе измисли, јас сум, ме гледате бел, јас сум црн. Од што мора да биде спешал? Не, од што е задоен со идејата да биде посебен. Дека така треба. А не знае дека правата функција на посебност е во одабирот на својата формула на живот. Јас сум посебен затоа што правам песни како што никој не знае да прави. Некој прави подобри песни од мене. Некој прави полоши песни од мене, ама као мене никој не знае да направи песна. Тука е мојата посебност. И мене, пази, и бидејќи јас сум производ на таа старата школа, кај што не сум затруен со ова новото, мојата дефиниција на посебност не ја барам во тоа што ќе ви соопштам на вас дека се чувствувам како жена. Иако ме те гледате маж, јас се чувствувам како жена. Не го барам тука задоволувањето на мојата посебност. Јас сум задоен со друга дефиниција, каде што вика, ако сакаш да бидеш посебен, изгради се посебен, немој да се декларираш посебен. Докажи се. Него изгради се посебен. Докажи ни дека си посебен, не само да ни објавиш на интернет. Јас се осеќам као црнец. Бела сум, ама сум црнкиња. Кои се тие идоли, херои што си ги имал, ајде да те навратам, кои беа тие луѓе кои ти покажале ваква филозофија? Знаеш, додека си растел или нешто? Немам живи луѓе, учители од мојата околина кои што влијале на мене. На мене многу книгите влијале. Значи книгите, писателите на тие книги, мојата можеме да речеме. Мојата биографија е специфична, каде што со моите сите патувања што ги зборевме, да. Ја не сум бил на едно место за да имам професори вакви, учители онакви. Јас толку брзо сум се движил и сум патувал да сум морал во ход да се образувам на друг начин. И книгите ми биле секогаш при рака. И така да 90% од ова што сум ја денеска и што ви раскажувам вас, моите верувања и погледи на свет, се резултат на моето разбирање на тие некои паметни книги кои што сум ги читал во животот. Зло, ај вака да те прашам. Ако на некој човек сакаш да му посочиш 1, 2, 3 такви книги или ќе бидат филмови или ќе бидат што и да сакаш ти, кои ќе бидат тие дела што би му ги посочил некому? Да стане подобар човек да го крсти. Не знам дали е благодарно на човек да му бараш, да му предлагаш промена ако он не чувствува потреба за промена. Тоа е ризик. Ризик е на било кој да му наметнуваш промена, доколку тој еден не чувствува промена. Те сваќам. Во мојот случај тоа, да. можам само за себе си. Кога некој ќе дојде и ќе ме праша
те молам, сакам, мислам дека си во право, дај упати ме за да го разберам твојот начин, упати ме на книги. Значи само тој што е спремен за промена треба да му се даде совет каде да чита и што како да се промени. Човек кој што е тврд, ригорозен во своето, јас знам се, јас сум најдобар, ништо не ми фали, јас сум супер. Но тој џабе ќе му најпаметната книга на свет да му ја дадеш, нема да заврши работа. А пар книги што тебе те промениле или Па ти не, помогнале да Тоа се повеќе источни мислители, знаеш, од Буда, Ошо и овие германските филозофи, само што тоа се повторно духовен раст, тоа се книги на духовен раст. И Така. треба човек претходно Киркегар, Шопенхауер, Ерих Фром, такви примерот со Ерих Фром. Добро што го спомна. Имав девојка која што на млади години мислев дека е можно да влијам за да не биде убаво и ја откривам и викам Со најдобра намера. Открив еден добар писател, имам 30 и кусур, она има 20 и кусур и мислев дека сме добри, дека можеме да растеме добро и ја ги откривам овие вистини и сакам и нејзе да ја повлечам. Да. Борам колку е неблагодарно влијанието кога некој неќе да се промени. И викам, открив еден добар писател Ерих Фром. Еве една книга, ти ја давам, прочита ја, па ќе дискутираме, многу е битна, како се вика? Умењето на љубовта, вештината на љубовта. Девојката законот, насловот звучи перфектно. Умешноста на љубовта, закон. Ми ја враќа книгата после 3 дена, застанала на 9-та страница, умрела од досада. Не, фала. Зошто? Затоа што јас сум ја преценил нормално. Мене цел живот ме подценуваат, ја цел живот ги преценувам луѓето. И ја мислам дека е она спремна за оваа приказка, а она се навлекла на насловот. Она мислела дека Ерих Фром, еден од појаките мислители у животот, кога напишал наслов Умешноста или вештината на љубовта, дека дал книга со формули како да го ќарам фраерот. И кога видела дека на 9-та страница нема ни една формула за фаќање дечко, како да му го шишурди сам мозокот, како да го направи, и кога видела дека до 9-та страница овој нешто збори некои глупости, нема никаква практична примена, речи му овака, направи му онака, удурмава. Мислела дека тој е прирачник како се фаќа дечко. 10 чекори како да тоа. И ми ја враќа до 9-та страница и рече, многу е досадна, јава не може да ја читам. Убаво викаш, не е се за секој. Така да. Те разбирам. Океј, ајде вака да те прашам, ми спомена, држејќи се до оваа филозофија, еднаш ми спомена за, не само што ми спомена, ми даде и една мини книга, која се вика отприлика Закони на човековата глупост. Да. Се согласуваш со тоа? Да, апсолутно. Да. Значи, таму има многу интересни закони и тоа е исто, ако сакаш да им доловиме на публиката за што се работи. Ами тоа не е за секого. Не секој сака да научи такво нешто работи, не е секој во возраста кога сака да научи. Мене, речеме, на млади години не ме интересирал кој е глуп, зашто е глуп, кој е паметен, зашто е паметен. Ама мене зашто ми се допадна многу интересна дефиницијата на што е тоа глуп. Бидејќи таму не вика дека е поврзано нити со IQ, нити со не знам што, туку како вика глуп е тој што со своите постапки прави штета на некој друг, а при тоа он самиот нема никаков ќарот. Да, да ги уведеме умовето. Се работи за едно мало книгиче од 10 на 15 страници, кој што се вика принципи на човековата глупост, е напишано од еден италијански економиста, кој што за свој мерак направил студија на тема човековата глупост. Ама не во ја мислам вака, него ставил 5 закони. Дека 1, 2, 3, 5 закони, и на жаре му ја препорачав. И сега, кога споменате таа, тука има опишување на феноменот зошто, како функционира човековата глупост со кој што се среќаваме секој ден во животот. Младите се уште тоа не ги интересира, се уште може мислат дека во тие 100 луѓе што ги знам има 20 будали. Ние што сме постарите, многу добро знаеме дека од 100 души 98 се будали, 2 се паметни. Така да таа книгата пропагира дека глупоста може да биде многу разорна доколку не се посвети внимание и додека го немате радарот уклучен да ги ловиш глупаците околу себе кои што ги има секаде. Не се сите глупави, али ги има повеќе него што мислиш дека се. Ги има во секоја средина,
Тоа се неколку закони. Па и во академија, и меѓу професори, и секаде, меѓу... да. Така да математичките шанси и процентот на глупаци што може да ти направат штета во животот. Така. Значи, суштината е да се научи, да се препознават за да ги избегнеш штетите што ќе ти следат од глупаците и од нивните активности. Затоа што дефиницијата што ја кажа Жаре е дека глупакот го дефинира тоа што не правејќи корист за себе никаква, тебе ти прави штета. Он ќе ти направи штета, ама оно тоа никаква корист нема и тоа го прави глуп. И ти имаш од него штета, а он не чарил ништо. И така да, учејќи ги тие закони на човека глупост, и ја препорачав книга на Жаре, пошто мислам дека е во години каде што може би на младите им е прерано за таа тема, но луѓе кои што доволно пати се изгореле во животот од постапки на глупаци од нивната околина, мислам да ги биде доволен мотив да научат што тоа ги прави глупаците глупави, зошто толку многу ги има и како ние да ги изескивираме денеска за да они си останат глупаци, ама ни да си го тераме својот живот без да трпиме штета од луѓе кои што си се глупи, нека бидат глупи на своја штета, не на наша штета. Дека они ќе постојат, нашата мудрост треба да биде само да ги ескивираме. Остави го, ама ти препознај го оддалеку и само во благ лук заобиколи. Ако не му се посветиш, да научиш кои се знаците и зошто постојат глупаци и повеќе него што мислиме, неизбежно ќе налеташ, нема да го препознаеш, он ќе те повлече со се тебе и ни крив ни должен, ќе потонеш и ќе претрпиш штета од таков глупак. Тоа е користа од таквите книги. Ја срдечно препорачувам некој што го интересира таа тема да прочита таа книга. Тој уште што не се доволно изгорени, нека се подизгорат уште малце, после ќе им текне. Ете се кажа човек. Ова е совршено време за една рунда брзи прашања. Пукај одговор, значи прво што ќе ти дојде. По едно зборче? Кратко, најкратко. Еден збор да го опишеш твоето музичко патување, целосно кариера. Кој збор го опишува? Забавно. Одлично. Најтешка песна за пеење од било каков аспект. Моја? Да. Која ти е најтешка? Не мора да е тоа гласовно, може Далеко емотивно. е небото, затоа што е за татко ми што почина и ми е тешко кога ја пее. Ете, место или град што чува посебен спомен за тебе? Стокхолм. Стокхолм, добро. Мислам, знам зошто. Ваша, твоја омилена песна за изведување во живо? Evergreen. Evergreen? Стално ме расположува. Evergreen, кај Зоки Малиот во џубок, кога ја почнам, мене автоматски ми се дига расположение. Не знам зашто, многу ми е, мене ми прави аплифт таа Па песна. топ песна. Да. И сигурно Зоки е многу среќен. И онака е дум-та, и да сум броско расположен, кога ја запеам таа, ме дига и мен. Го поздравуваме Зоки во Да. оваа прилика. Да. Здраво, Зоки. Песна, вика, која најлесно или најбрзо си ја напишал? Откако си негова, ја напишав за 5 минути после излетот со мојата девојка во Треска. Отидовме на матка, на еден излет, пред 20 на години со мојата тогашна девојка. И бевме, толку еден убав ден поминавме на матка. И кога се вратив, шо ми дојде текстот откако си негова седни кај нашата река и замижи, тоа е реката во Треска кај матка. И знам, се сеќам дека од сите текстови што сум ги напишал во животот, имало подобри, помалку добри, ама ова е една од подобрите кои што ми излегол без ималку, како да некој ми диктирал кроз рака и сум го пишувал. Го чувам ливчето на кој што сум ја пишувал, песната нема ни една чкртка. Вау. Чи, како што излегло, тоа ми е едини текст кај што ни едно зборче накнадно не сум сакал да променам. Што Што не се случува никогаш. Да, тоа да знам, Не, тоа е да, донака. да. И последно песна која со кај обратно највеќе си се мачел дури ја дотеруваш, дури ја правиш, дури ја. Да, пиши, бриши, допиши. Обратно. Дома си е дома е пишува на 3 години. Зборче ваму, зборче таму. Првата строфа е на аеродром во Москва, каде што сум го пропуштил авионот за Македонија и толку ми било мака што ја веќе се видов. Она е господина, гледам 97-ма, да. Добро. И 90 толку ми било мака, веќе се видов во Скопје кај мајка ми дома, гушнат после 2 години дома. И ја го пропуштам авионот, вика нема више место, друг авион, утре треба да чекате. И ја од мака што веќе у Скопје бев отиден со главата, седнав и се сеќам дека напишав строфа, ама една строфа. После тоа негде кога уѓум кај бев у друга земја,
исто на некоја железничка станица, ми излезе втората строфа. И така се влечеше, дома си е дома 3 години, 3 строфи, едни бедни. Дур да стигне ова. Да, кај го најдовте? Дур да стигне ова. Еве, аеродром Шереметиево, 997. Така. И сега црквиве со златни кровови се Тоа е Москва. Русија, така. Ама Москва е преполна со цркви кои се сите позлатени кровови. И не треба да си многу паметен да знаеш дека тоа е Русија. Да одгатнеш. Ова нешто доле, например, е Шведска. Кај вас сонцето од 4 страни грее топол зрак е моја метафора за земја на изобилие, кај грее сонцето од 4 страни, бе? Значи сум сакал да кажем кај вас е толку све совршено, чак и сонцето од север грее. Браво. Ама не треба да дојде на Шереметиево таа строфа, него треба да поминат година и пол дена за да ја устокам ја напишам втората строфа. Па да помине уште 6 месеци и ја да се вратам од Нови Сад да возам со кола за да стасам на Великден у црква да запалам свеќа. Засеќам дека уморен кроз некој дожд, ја од Нови Сад возам до Скопје, ама со идеја дека сабота, пази, у тие години Великден и црквата беше за мене доживот. Значи најубав ден во годината беше стоењето пред црква со свеќа. Соборен храм, во центар, и кај год да сум ја да се створам у Скопје за да застенам едно сат-два, дал видел некој, дал не видел, ама свеќата и ја пред црква. И еве го рефренот. И затоа е Великден, и затоа е бијат камбаните, и затоа е друм, затоа што јас фактички шибам низ дожд за да стасам у Скопје за Великден. И сега календарски тоа се години, жаре. Ливчево го гледаш, песма напишал. Години се пишувала песна. За разлика од таа што ти ја кажав, за 5 минути искочила. Божија работа, кој знае како доаѓа. Нема формула. Не знаеш. Нема формула, само хитови има. Пред крај сме веќе близу до крајот. Кога ти било најтешко во кариерата? И како си се извадил од тоа? Кога се вратив од Бирмингем. Сите ме плюкаа затоа што не сум победил на Евровизија. Да. И како И ја 2 години затворен дома да сватам, чекај, они се јанлаш или јас сум јанлаш. Некој овде е грешка, пошто ја имав толку убави чувства за Евровизија и дојдов дома и видов дека сите се разочарани што не сум нешто као направил бум во Евровизија. Како да им објаснам? Тоа го свати како некакво предавство од публика? Не, ме здоболе, пошто мислев дека е толку очигледно како тоа функционира Евровизија, кога видов дека луѓето не знаат дека тоа е очигледно. Луѓето тек после 15 години открија а у политика имало Евровизија. А поени имало менјање. Тоа е 10-15 години од кога го исплюкавме Владо Јаневски со Не зори зоро, сега ни текна јасно дека поените уствари вака идат, Шведска, Данска, Шведска, Грчка, Кипар, Грчка. Ама важно го исплюкавме Владо 98. И тоа ми беше тешко, ме здоболе емотивно, ама преболе после година, дена, две ми пројде. Добро. Ама треба и за тоа силина. И тоа не го може секој. Знаеш, многу луѓе би се откажале, многу луѓе би продолжиле да бидат гневни. Ако знаеш дека си управо, треба само да изчекаш, да издискачи вистината, да не ги разобидеш луѓето, времето ќе си каже. Добро, Владо, ама и сме плюкачка нација, ќе се сложиш сигурно. Сите сме, не само македонци. Тоа пата сите, да. Успехот не се прашта. Никаде, значи не само кај нас. Не сме посебно склони кон таква работа. Не, секоја нација ги има истите плукачки способности, ги има секоја нација има тој феномен на маса, на стадо, на крдо, каде што овој сега ќе го дигнеме од звезди, ама многу отиде, сега ќе го сипнеме доле. Значи, и секоја, го гледаш ли документарецот со Дейвид Бекам? Како не, да. Дейвид Бекам у еден момент е полубог во Англија, он е кралицата па Бекам. Толку. Ако не и обратно. На светско првенство прави глупав фаул, го исклучуваат. Англија не се пласира. Да. Цела држава мисли дека Бекам е крив што Англија падна. Ќе го бесат, бе. Ќе го плюкаат на улица. Овој што пред недела дена што го тетовираа на чело, сега прават кукли со лик на Бекам. Да, и ги бесат. Да. Како му било на Бекам, бе? Точно. Значи, нити е наша измислица, нити е светска измислица, тоа е таков е феноменот. Дигни го шо повисоко,
Ама многу отиде, враќи го доле. Значи, кој да се бави со јавен живот, треба да си знае дека тоа е тоа. Така, и ако си спремен, ќе ги преживееш полесно, ќе издржиш. Да, така. Така е. Како сакаш да те запамтат во иднина? Како сакаш да те запамтат? Знаеш, како... Човек кој што пеел овакво убави љубавни песни, толку. Така? Да. Тоа си е сосема доволно. Сосема доволно како дефиниција. Тоа е едината дарба што мислам дека имам. И мислам дека по ништо друго не сум досега да ме запамтат, него дека сум отпеал добри љубавни песни. Имаш некоја порака за... Браво. Имаш порака за не знам, аспирирачки музичари, некој кој сака да следи стапки твои, сака кариера. Би го посоветувал ли да... Музичкава кариера е посебна затоа што е голем ризик. Она е страшна коцка. Ти кажеш 30 дена работиш така, ама тоа си ти уште не знам кој еден. Страшна коцка е и ова е бинго, ја што го кажам, мојот е бинго да добиеш, али тоа не го намалува фактот дека е коцка. Ја не би му советувал на ниеден млад човек кој што на тие години 15, 16, 17, кој што не е убеден дека музикава е еден, па 100 места празно, па нешто друго. На ниеден таков што не мисли дека музиката му е све и свја и дека има 100 места, ниеден таков не би требало да влезе во музика. Пошто музиката трпи само едно нешто. Ако е музиката твоја најголема страст, а ако правиш нешто доволно добро и ако мислиш дека се друго е нула успоредба со таа голема страст и возбуда за музика, само во тоа сценарио ти влегувај во музика. Влегување од помодни причини, влегување да ме види мама и тато на телевизија, да си фатам добар дечко да се омажам подобро, да фатам женски, сите тие мотивации се паѓаат у вода и тоа се изгубени и времења и години и фрустрации, затоа што не е тоа причината ради кој што некој би требало да влезе во музика. Оној момент кога ќе сфатиш дека тоа е нешто без кој што не можеш, како што ја не можам да не пеам. Ја од се можам да не правам, али не можам да не пеам, затоа што тоа ми е најубавиот момент во моето бивствување. Минутите на сцена и во студио се мене ми се најубавите моменти. Ја без тоа не можам. Многу други работи сакам, ама без нив можам. Значи треба се направи разлика дали тоа што го сакаш е нешто кое што го сакаш од што си добар у тоа и те бива, од што си паметен, бистар, па можеш да го правиш, или музиката е нешто без кој што не можеш. Тоа е совет на младите луѓе, да им се вртам се на младите луѓе. Кога ќе бирате професија, главното прашање треба да се биде без што ја тоа не би можел да го замислам својот ден. Се дека се прашувате што ми е убаво да правам, ќе имате листа од 3, 4, 5, 6 работи. Убаво ми е со другарките на кафе, убаво ми е у шопинг, у продавница, сите тоа работи се убави, ама тие се одговори на погрешното прашање. Што сакам да правам? Вистинското прашање во одбирот на професија е што е она едно нешто без кое што без кое би полудел ако не го направам. И само ќе се каже едното, не може да има 5 такви. Само едно нешто во твојот живот може да постои без кое што ти не можеш. И ако тоа нешто, секоја индивидуа ќе си донеси друг одговор на тоа прашање ќе даде. Ова ќе рече, ја не можам без да шијам хаљини блузи. Не можам, ја морам нешто да кројам, да правам. Незиниот одговор ја кажува професијата. Без разлика каков е одговорот на тоа прашање, дали таа професија е платежна, неплатежна, дали се шансите дека нема леп да јадеш од таа професија. Не ја намалува вистината дека за тоа си роден. И тогаш би препорачал на луѓето, кога ќе го чуеш тој одговор од своето, од внатре себе, дека нешто без што не можам се вика, не знам, риболов. Сите околу тебе може да ти речат, од тоа немам пари, бе, братко. Не, ти стани риболовец. Ако нема пари, ако нема, душата ќе ти е полна. Ми беше често, беше тука
најдоброто од Македонија и за најдоброто од Македонија, најдоброто од Македонија. Good Nature чевите партнери вечни Јесте. неден. Златен да Прилепска пивара. Дами и господа, го имавме едниот и единствен Владо Јаневски.